Здраво, драги гледачи, ви мафтам и супер звездичките, кои што денеска се заедно со мене и во следните 60 минути ќе ве одведат во специјална авантура, како што верувам сте немале никогаш досега. Се наоѓаме во центарот на нашиот главен град, тоа е градот Скопје. Имаме прекрасно време и прекрасен амбиент за работа денеска, а во оваа емисија ќе бидеме специјални гости на едно многу специјално место. Каде ќе одиме денеска, знаете, дечки? Ете, денеска ќе бидеме гости во оваа зграда што ја гледате овдека токму позади нас, а тоа е зградата на Собранието на Република Македонија. Дали некој од вас бил досега овдека? Значи, не сме биле овдека и ова е единствена и уникатна можност денеска да дзирнеме и да ги видиме сите тајни на Собранието на Република Македонија, да видиме кој доаѓа да работи овдека и што доаѓа да работи овдека. Многу мина од нас го гледале на телевизија, има дечиња кои што го виделе и во живо во центарот на градот, но ова што денеска ќе се случи е специјална можност, затоа останете со нас, последните 60 минути ќе ги разоткриеме сите тајни на нашето собрание. Одиме, а вие, драги гледачи, доаѓате со нас. 3-4, тргнуваме! За оние кои малку подоцна се вклучија, супер звездите во оваа емисија се специјални гости во Собранието на Република Македонија. Многу бакнежи ви праќаме, драги гледачи, директно овдека собрани сите заедно во весело и прекрасно друштво. Со нас е господја Билјана Ивановска. Здраво, господја Билјана, и добро ни дојдовте во Супер звезда, како сте? А вие добро дојдовте во Собранието на Република Македонија. Да ви пожелам добро дојде во законодавниот дом. Покрај сите гости што ги пречекуваме, многу ми е драго што конечно и супер звездите дојдоа кај нас. Благодарам многу. Неброено пати сме минувале пред зградата на Македонското собрание. Исто така милион пати сме ја гледале, значи, на телевизија, и ние немаме представа што има внатре и што се случува овдека. Посебно ни е драго што ни овозможивте оваа прилика денеска да бидеме ваши гости специјални и да дзирнеме во тајните на собранието. Ме интересира колку време вие работите овде? Овдека работам цели 10 години. Кажете ми, убаво ли е да се работи во зградата на Собранието на Република Македонија? Па многу е убаво. Посебно е убаво што јас како архитекта допринесувам за подобрување, за збогатување на самиот простор на Собранието, што ние веќе секоја втора година имаме можност по еден голем проект да реализираме, така да се работеше интериерно уредување скоро на сите сали, на парламентарната сала, на кристалната сала, на салата што вие денеска ќе имате можност да ги видите. Значи, тоа е у принцип мојата покрај сето останато инвестициони и тековно одржување и пролепшување, дотерување, односно стварање на подобри услови на пратениците за работа. И сама да кажавте дека вие сте архитекти, значи овдека не работат само пратеници? Значи, овдека работи и цела служба на собрание, тоа сме околу 200 луѓе, кои што помагаме на пратениците, им овозможуваме за нивната работа да биде што поквалитетна и посеопфатна. Имаме ли шанса ние денеска да се запознаеме со еден дел од нив и да дзирнеме во сите тајни кои што се кријат овде? Па јас се надевам дека ќе ви ги откриеме сите тајни. Драги гледачи, ви ветуваме дека оваа емисија ќе биде една од најубавите кои што воопшто сте имале шанса да ги гледате на телевизија. А сакам да ги прашам супер дечките, дали се чувствуваат топло и срдечно примени овдека во собранието? Да? Ви се допаѓа ли дечиња овдека? Значи, еве да кажеме за гледачите дека сега се наоѓаме директно на главниот влез, ова инаку местото кое што се вика Свечен хол. Свечен хол, да. Значи, овдека доаѓаат министри, доаѓаат председатели, специјални гости? Доаѓаат протоколарни. Прво протоколарни гости, иначе премиерот, владата, министрите, кога имаме свечени пријеви, сите гости што се поканети на приемите се овде, кога имаме меѓународни конференции, сите странски делегации и гости исто така се на овој влез. Значи, влез кој што се користи за посебни прилики, како и за суперзвездите, не? Така ви благодариме многу. Дали имаме прашања суперзвездички?
Имаме, да? Подготвени? Ајде, 3-4, да видиме кој е то прво прашање. Еве, оваа женска овдека. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Елена Сијанска и сакам да прашам кога е изградена оваа зграда. Ова е убаво прашање. Ајде да дознаеме, господја Билјана, од кога постои оваа зграда? Јас знам дека е стара зградата. Зградата е градена во 1938 година како седиште на тогашната локална управа. За време на Втората светска војна тука бил сместен германскиот генералштаб, бугарската полиција, затоа е сочувана за време на Втората светска војна и не е срушена. После 45 година овдека била целокупната администрација на Народна република Македонија, тоа значи председател, влада, извршен совет, Уставен суд. Со текот на годините институции се оцелувале и во моментот тука сме две институции, значи Собранието на Република Македонија и Кабинетот на председателот на Република. Прекрасно, значи видовте дека во зградата на Собранието не е само парламентот, тука овдека и председателот на Република Македонија. Одиме со второто прашање. Оваа згодна девојка ќе го постави. Повели Злато, твоето прашање е? Здраво, јас сум Ели Кржаловска, сакам да прашам дали Собранието од секогаш било на ова место. Прашање, значи, дали било некогаш на некое друго место или од секогаш Собранието било овде, господја Билјана. Каде било Собранието? Како што кажа преска, значи Собранието од секогаш било овде. Од создавање на Собрание, значи на Република Македонија, на 2 август 1944, од тогаш веќе Собранието континуирано до денес, 2009 година е овде. Прекрасно. Одиме понатаму со прашање. Имаме ли уште прашања? Имаме. Повели Кукле, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Магдалена и сакам да прашам кога се користи главниот влез. Ете така, во кои ситуации го користите значи главниот влез? Дали секогаш и сите доаѓаат преку овој влез? Значи, кога имаме редовна седница на собрание, на главниот влез влегуваат премиерот, влегуваат министрите, влегуваат пратениците. Кога имаме некоја протоколарна активност, тука доаѓаат странските делегации, значи тоа е контролиран влез и само најавени гости у принцип може да влезат на овој влез. Значи не може да влезе секој. Па не може да влезе секој затоа што објектот има уште 3 влеза. Имаме влез за странки, тоа е пријавници, има посебен влез за службениците, службен влез, има доле влез за гаража, значи секој влез од сите 4 си има посебна намена. Така, благодарам, да видиме сега дали имаме уште прашања. Ово е значи дечко, овде има специјално прашање. Злато, кое е твоето прашање? Ево, јас сум Матеј Нацковски и би сакал да прашам дали може секој да влезе во Собранието на Република Македонија. Пред малку го одговоривме, значи одговорот дека секој не може да влезе во Собранието. Сите оние што поминуваат па сака да влезат ќе мора да одат на влезот пријавница, тоа е посебен влез. А овдека на главниот влез се владата, министрите, кога има седница на собрание, протоколарни гости, кога имаме некоја протоколарна активност или кога имаме некој прием по некој државен празник, онда сите поканети гости со покана се овдека на овој влез. Со оглед дека оваа зграда представува законодавен дом на граѓаните на Република Македонија, можат ли тие некогаш да дојдат во некои ситуации, се најавуваат ли граѓаните за да дојдат да влезат, да прашаат, да се сретнат со некого? Да, они доаѓаат и на влезот пријавница, значи не на овој влез, него на влезот од страната на омотнарама може да дојдат, да побараат кого бараат, да прашаат, тогаш ќе бидат упатени од обезбедувањето таму кај што треба. Значи сепак собранието отворено за сите граѓани, така? Да, сепак може. Одиме, имам уште некој прашање? Уште едно. Ајде, ова нека биде последно прашање во овој блок. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ангела и сакам да прашам кои простори постојат во Собранието. Така, дали е значи ова се во Собранието или има уште нешто овде? Не, ова е само еден многу мал дел од Собранието. Собранието е во форма на неправилен петоаголник, вкупно има 14.000 метри квадратни, значи сутерен, приземје и 2 ката, каде што во петоаголникот се распоредени работните простории на пратениците, на службата на Собранието, а овдека во свечениот дел што денеска ќе го видиме се свечените сали, покрај парламентарната сала, кристалната, значи другите сали кај што се одвиваат протоколарните активности. Значи има многу други простори. Така, ви благодарам. Денеска ќе зидеме во тајните на Собранието на Република Македонија, како што ви кажав, а од овдека, господја Билјана, каде ќе се упатиме сега? Во парламентарната сала. Она ни е најважната сала во Собранието, пошто тука се носат нели законите, ние сме парламент, така да сега ќе ве поканам да влезете таму и да седнеме, да ги пробаме пратеничките столици. Во ред, вие драги гледачи, ќе направите мала пауза, а во меѓувреме ние ќе отидеме и ќе се сместиме во удобните фотели на парламентарната сала, така ли беше? Токму така. Се гледаме за неколку минути тамо. 3-4,
Во оваа емисија на Суперзвезда, Суперзвездите се специјални гости во собранието на Република Македонија. Мој домаќин и специјален гостин во оваа емисија е господја Билјана Ивановска. Господја Билјана, како се чувствувате? Па со вас супер. Значи, до сега многу пати сте имале дечиња гости овде кои што доаѓале кај вас во собранието? Па скоро цела година доаѓаат по барање на школите. Тоа си до 4-то одделение, од 8-то одделение, 2 година средно и од факултет. Значи, оние што имаат по својата настава граѓанско образование, кој што сака дел од наставата нели да биде во практичен дел, ќе доаѓаат, го посетуваат собранието, така да алтернатурата што вие ќе ја поминете и оние си деа. Посебно ми е драго што е оваа зграда отворена за дечињата во Република Македонија, за од малечки да знаат што работат пратениците и како се станува пратеник, кој се може да биде пратеник. Сега се наоѓаме, драги гледачи, токму во онаа сала каде што седат пратениците, каде што се носат законите, каде што се разговара, каде што се дебатира. Значи се наоѓаме во делот каде поточно? Значи, ова е парламентарната сала кај што се одржуваат редовните седници на собранието. Она е градена заедно со објектот во 38 година, а само ние интериерно ја преуредивме 98-99, така да од 19 мај 99 година собранието веќе работи во ова нова реконструирана сала. Основна разлика од старата беше што пратениците кога гласаа во стариот парламент дигаа раце за да се пребројат. Ние сега воведовме електронско гласање, што многу ја поедноставува, ја побрзува работата и осовременува работава на пратениците во самата сала. Сите знаеме дека има некоја позиција, дека има опозиција, значи, што е позиција, што е опозиција? Значи, вака, наједноставно кажано, позиција тоа се пратеници, односно пратенички групи што се на власт, што ќе имаат добиено изборите на парламентарните избори, што имаат добиено најмногу гласови, а оние што веќе не се во позиција се опозиција, така да и месата овдека во сала да се така распоредени. Има ли разлика во тоа каде тие седат? Да, има. Може да приметувате тука дека има различна боја на седишта на кожа. Од оваа страна седиштава со лила кожа, тие се за владата на Република Македонија, тие се резервирани, значи првото место е за премиерот, за вице-премиерите и секој министер има свое место. Пратениците седат на седиштава со плава кожа и тоа во средина и позади влада се пратениците што се на позиција. А крајната редица таму се пратениците од пратеничките групи што се во опозиција. Еве да им мафнам на опозицијата, мафнете ми вие од таму, леле, супер. Како се чувствувате? Добри сте? Баш ми е драго. Сега вака дечињата имаат прашања, ајде да видиме кој е првиот со прашање што има сега да го постави до тетка Билјана. Здраво, јас сум Ангела и сакам да прашам зашто служи оваа техника. Ево, овде стварно имаме некаква техника. Оваа техника најчесто ја гледаме на вести кога се обраќаат пратениците. Зашто точно служи целата оваа техника? Значи, ова е гласачка единица, ние така ја викаме. Пратениците кога доаѓаат во ходникот овдека се потпишуваат и се земаат картичка. Кога седнат на своето место, значи секој пратеник нели има свое место, ја става картичката тука во системот и тоа значи дека пратеникот е евидентиран дека е присутен на седница. Како што учениците во школа нели морат да одат, па ги прозиваат, па запишуваат отсутни, овдека така пратениците се евидентираат кој е тука, кој е присутен, кој е оправдано отсутен. Сега, тука се микрофоните со кои што они треба да го кажат по некој закон или амандман, дискусијата ја кажуваат или од место или од говорница, тоа е нивниот личен избор. Друго, овдека имаме копчиња за гласање, значи кога гласаме за некој амандман, онда се копчињата зеленото е за, црвеното е против, жолтото е воздржан, а белото копче е копчето за дискусија. Сега, ова овдека што они го гласаат може да се види горе на самите монитори. Значи на првиот дисплеј одат резултатите од гласањето, значи кој како гласал. Дисплејот до него е оние пратеници што се јавуваат за дискусија, па кој е прв, втор ред, да си го знаат редот, кога може да гласаат. И последниот третиот дисплеј од другата страна го даваат самото гласање, меѓутоа со распоред на седење и со седиште. Значи за секое седиште, како што е тука притиснато копчето, седиштето е или зелено, или жолто, или црвено и одма се знае кој како гласал на таа тема што се гласа, нели, амандман или закон. Значи на овие екрани овде не се гледаат цртани филмови. За жал не. Не, туку се гледа, значи, што во моментот се работи во собранието. Одлично, одиме со следното прашање, да видиме, имате уште прашања? Оваа кукла овде каде играчи ќе постави прашање, повели, Злато, кое беше твоето прашање? Здраво, јас сум Магдалена и сакам да прашам дали пратениците секој ден доаѓаат овде на работа. Убаво прашање, Билјана, доаѓаат ли тие секој ден тука? Да, пратениците доаѓаат, значи седници не се одржуваат, седниците се закажуваат и онда се знае однапред 15 дена кога има седница,
почнуваат седниците во 11, завршуваат во 18 или како веќе ќе се договорат. Меѓутоа, пратениците имаат и многу други работи, не е само тука во парламентарната сала. Они си имаат своји простори, работни простори, каде што присуствуваат на комисии, се спремаат за комисии или се спремаат со некои амандмани за закони. Иначе доаѓаат секој ден во зградата на собранието. А тука во салата секој има веќе закажана седница на собранието. Убаво ли е да се биде пратеник? Еве вие ги гледате, се дружите со нив, секојдневно разменувате мислења, пиете кафе и дискутирате. Како се чувствуваат тие? Убава ли е нивната работа? Па добро, ја мислам дека е убава нивната работа. Мислите дека е напорно тоа тие што го прават? Па напорно, дефинитивно е напорно, затоа што кога застанеш овдека и кога треба нешто да кажеш, а цела јавност е гледа, нели треба да се спремиш за тоа, треба да биде издржано. Претходна работа треба, материјали треба многу, така да не е баш едноставна таа работа. Часови спремање. Значи, оно кој што сака да биде пратеник, мора многу да знае, мора многу да учи. Да, мора многу да знае, многу да учи. Прво, сите се они со некоја своја струка, нели? Прво треба да се заврши факултет и да по вокација да бидеш нешто, правник ли, економист, али има инженери, има и лекари, и да ја имаш таа желба за да се бавиш со политика, односно да бидеш пратеник. Благодарам. Одиме понатака, имаме ли уште прашања? Да, јасно Злато, кое е твоето прашање, повели Кукло? Здраво, јас сум Јасна Георгиевска и сакам да прашам што се тие масите таму. Така, значи, имаме некои маси од оваа страна. Милјана, да појдеме да ги видиме, значи, ова овдека што го гледаме, многу пати сме го виделе на телевизија. Еве, сега се наоѓаме. Ова ли е тоа што го викаат говорница? Ова е тоа што го викаат говорница, значи, пратеникот кога сака да ја каже својата дискусија, он ја кажува дискусијата или од место, или доаѓа на говорница, тоа е негов личен избор. Овдека е председателската маса. Председателската маса седи председателот на собрание, кој што ја води седницата на собранието, до него е генералниот секретар кој што му помага. Генералниот секретар исто реши на службата на собрание, а му помага на председателот при водење на седницата. Мониторите се тие кои што нив им помагаат за да може да ја водат седницата, така да ги имаат сите комплетни услови, а бидејќи председателот е и пратеник, нели, така да комплетна гласачка единица има и на неговото место, бидејќи он гласа при секое гласање. Интересира, овдека, значи сега во парламентот, кој е најглавен? Има ли некој што е најглавен? Најглавен е председателот на собрание. Значи се прави тој како што ќе каже? Да, се прави тој како што ќе каже. Нормално има деловник по кој што се работи, каде што е регулирано кога се закажуваат седници, како се закажуваат, како оди целиот дел, значи нивната работа е регулирана со некој правилник. Тоа е деловникот на собранието. Значи тоа се правила и прописи кои што општо се почитуваат и од нив се одвива работата. Еве имаме сега уште едно прашање. Љупка Злато, кое беше твоето прашање, повели? Јас сум Љупка и сакам да прашам за што служат овие кабини. Така, господја Билјана, зашто се овие кабини овде? Супер. Значи, како што знаете, седниците на собрание одат во директен пренос на собранискиот канал. И во крајната лева кабина е коментаторот од телевизија што ја коментира седницата и тоа е тука наистиното работно место и он е за цело време на седницата овде. Крајната десна кабина е за коментаторот на радио, бидејќи често пати од радио одат преноси нели нешто што е битно, а двете помали кабини се за преведувачите. Имено на седница на собрание се зборува на македонски, на албански, така да преведувачите што преведуваат, они седат тука. Се ако ги имаме некој гостин, да речеме председател на собрание, на држава, на влада, кој што сака да се обрати пред нашите пратеници, и тие, нели, председатели зборуваат на својот јазик, дали е тоа англиски, француски, италијански, онда сите преведувачи ги користат токму овие кабини. Така, ви благодарам, ете видовме зашто служат кабините, а сега одиме понатаму. Има ли нешто што не кажавме овде? Гледам некои мозаици горе, интересно е, значи, камерата да ги покаже, да се види дека, значи, не е само оваа сала парламентарната уредена, значи, со говорници, со фотели и со микрофони, него имаме и архитектура. Што е ова овдека? Мозаикот е уметничко дело. Значи, како што е сликата, како што е витражот, така и мозаикот. Тие се работени исто во 1999 година, значи кога ја работевме парламентарната сала. Направени се од Газанфер Бајрам. Мозаиците се работени во византиска техника, значи тоа се камчиња и стакленца во малтер. И секој мозаик е со своја тематика. Да почнеме со првиот мозаик. Тука е дадена архитектурата од ова наше поднебје, значи го гледаме калето горе, марковите кули позади кои изгрева сонцето, камениот мост, манастирот Прокор Пчински доле кој што има посебно историско значење нели за Република Македонија. Другиот мозаик од истата страна е животинскиот свет во ова наше поднебје. Горе црното сонце, тоа значи дека е работен во август 99 кога имавме затемнување на сонцето, па авторот си дозволил да го обележи тоа.
Во розетната тука е пастирот воин, некоја символика, чувар на стадо, чувар на држава. Така. Посебно значење има мозаиците од нашава десна страна. Тоа се Кирил и Методи, основоположници на македонската и на словенската писменост. Круговите символика некоја таа писменост како е ширена, горе се зборовите од Евангелието по Јован. Први зборови преведени од глаголица на кирилица. Тоа на почетокот беше зборот напишано на кирилица и на глаголица. Кругот од левата страна се први букви од повеќе азбуки, во средина ни целата буква М. Кругот од десната страна се делови од накити, што се од нашите баби тука. Од ова наше подневје во средина е маската од требениште и тетовската менада е во ќошето. И последниот мозаик од истата страна, тој е така наречен свадба од авторот, каде што е дадено богатството на македонската народна носија преку една свадбена поворка и во средина во розетната е Марко Крале како символ на борбата на македонскиот народ за слобода. Толку е ова овде што би можеле ние со часови да седиме, искрено да ви кажам овдека, но сепак собранието нуди многу повеќе од ова што сега го гледаме. Имаме ли шанса да видиме и некои од другите простори? Клима, како не? Сега ќе ги посетиме останатите простори. Кажавме ли се што требаше да се каже овде за овој дел на парламентарната сала? Излегување ќе одиме и на галерија и таму малку да се качиме еден поглед од галеријата и после одиме од другите простори. Ето така, благодарам. Повторно ќе направите вие, драги гледачи, кратка пауза, ќе направиме ние, а потоа се гледаме во останатите делови од зградата на Собранието на Република Македонија. Останете со нас. Ова е специјалната емисија Суперзедите. Денеска се гости во Собранието на Република Македонија. Сега дојдовме тука на едно интересно место. Филип има прашање. Филип, кој е твоето прашање, Златко? Здраво, јас сум Филип Джигеров и сакам да прашам каде се наоѓаме сега. Во прашање, тетка Биле, каде се наоѓаме сега? Значи, сега се наоѓаме на галеријата од парламентарната сала. Галерија која што се користи ипак со некој посебен режим. Кога има редовна седница на собрание, овдека се најчесто новинарите. Новинарите имаат и посебна сала од каде што ја пратат работава на парламентот, меѓутоа кога сакат во живо да видат што се случува овдека, нели да ја доловат атмосферата, тогаш се тука на галеријава. Имаме одвоен дел од делот на галерија, кој што може да се види, тоа е за кабинетот на председателот на Република. Значи, кога вработените од кабинетот или самиот председател на Република сака да ја следи седницата, има потреба или некој нивно интересирање, тогаш тоа е резервирано за нив. Ние сега се наоѓаме, значи, надпратениците доаѓаат ли овдека редовно новинари или пак странски гости или пак председателот? Значи, новинарите се редовни. Кога има седница на собрание, има акредитирани новинари од сите медиуми, они се пријавени тука, имаат слободен влез во секое време и ја пратат комплетната работа на собранието, значи не само самата седница на собрание. Комисии, кога има протоколарни активности, новинарите се тука. Сега, кога имаме некоја свечена седница, тоа значи гости на собрание, некој председател на собрание на странска држава, председател на влада, председател на Република, кој што во својата програма има обраќање на пратениците на Собранието на Република Македонија, тогаш овде на самата галерија е дипломатскиот кор. Значи тоа се сите амбасадори на странски земји кои што се акредитирани во Македонија, нивното место е овде. Така, прекрасно. Значи, од ова место овде каде што се наоѓаме сега, не се гласа. Не, затоа овдека само се седи, значи овдека се посматрачи, односно луѓе, дали новинари, дали дипломати, тие што следат што се случува доле во парламентарната сала. Значи, Биле, зошто има, еве овдека како што може да видиме, слушалки, например, овде си слушаат музика кој како сака? Овдека најчесто све се слушали не музика. Слушалки има, значи, за, како што реков, странските гости кои се обраќаат на пратениците. Доле под галеријата има кабини за преведувачи, преведувачите се доле и преку овие слушалки целиот систем што е во салата, гостинот го слуша преводот. При редовна седница на собрание, пратениците својата дискусија кажуваат на македонски и на албански, значи се врши превод доле во кабините, така да и од новинарите, кои што ја пратат седницата нели овде, ќе си ги стават слушалките и може да разберат што се зборува. Значи, за разлика од доле каде што моравме да бидеме малку повнимателни, овде исто така има некои копчиња и не треба да се плашиме дека доколку притиснеме некој од нив ќе изгласаме нешто погрешка, така? Не. Ова е само за системот за симултан превод. Така, благодарам. Од овде сега ќе се упатиме на едно друго место. Сала 4, значи една од салите каде што се службите на собрание кои што ја пратат исто седницата на собранието. Ајде да видиме, значи, кои се тие служби и каква е нивната работа. Тргнуваме? Да, одиме.
Тргнуваме ние, а вие, драги гледачи, доаѓате по нас. Оваа женска што седи до мене се вика Исидора, има прашање, повели Злато. Здраво, јас сум Исидора Петровска и сакам да прашам каде сме сега. Стварно, сега се наоѓаме во некоја помала сала. Каква сала е оваа, Билјана? Значи, ова е една од повеќето помали сали што ги има собранието. Иначе е сала 4. Сите сали ни се по некој ред. Салата е повеќе наменска. Кога е редовно седници на собрание, онда овдека се колегите од стручната служба на собранието, кои што преку мониторот ја пратат седницата на собрание. Тоа се колегите од секторот за работни тела, секторот за седници, кои што им е во задача. Значи, кој закон е донесен, кој амандман, што е усвоено, што не е усвоено, значи за време на седници тука е службата. Значи таа служба мора да прати и да води забелешка за се она што е изгласано или не е изгласано и како си течел редот. Тоа е едно од делокругот, значи опис и попис на работно место, од делокругот на нивната работа. А кога нема седници на собрание, онда е повеќе наменска сала. Значи собранието има 20 работни тела, тоа се комисија од сите области и една од комисиите својата седница ја одржува овде. Оваа сала е опремена како сите останати сали кај што се одржуваат седници на комисии, значи со конференциски систем, со колегите од техника прават аудио, видео снимка, која што после тоа служи за понатамошна работа. Што се случува вака на една седница најчесто, например, само се седи, се дискутира, се разговара, како се оди во една седница, дали е тоа нешто интересно или нешто досадно? Па сега зависи за кого, нели? Значи, собранието е законодавен дом каде што се носат закони. Сега тие закони обично ги предлага владата, тие доаѓаат во пишана форма и во електронска форма од влада и сите тие закони прво се разгледуваат на комисии, на соодветни комисии. Значи, законот ако е од здравство, онда иде комисија за здравство, ако е законот нешто за буџет, онда иде на комисија за буџет, значи за секоја своја тема. Овдека на тие седници на комисии прво се разгледуваат тие закони, се предлагаат амандмани. Ако значи некој од пратениците или група пратеници предлагат нешто да се промени, тоа се тие амандмани, се гласа по амандманите и онда како пречистен текст веќе оди на седница на собрание каде што се носители од тој закон со тие амандмани. Значи, оние луѓе кои што си работат, си ја познаваат работата, за нив е тоа многу интересно. И како е интересно и ја знаат тематиката, за да можат некој да предложи амандман или да смени закон, треба и како све да знае од онаа регулатива што е до сега донесено, за да можеме она што оди напред да биде поинтересно, подобро за спроведување за граѓаните. Сега кажете ми вака, значи кажавме дека во собранието на Република Македонија се носат закони. Сега кога ќе се донесе некој закон, значи пример, тој кога ќе се изгласа останува за секогаш или ако нешто понатаму му пречи на народот и народот има некоја визија тоа подругачие да биде и доколку владата и пратениците се согласни, може ли некогаш на пример тоа да се смени? И како сите закони се менуваат, така да ние секојдневно тука доаѓаме, добиваме уствари измена и дополнување на тој и тој закон. Значи тоа е жива материја која што од ден до ден, од месец до година се менува, се дополнува, се подобрува према приликите, нели? Така, и значи со сето ова сега што го кажавме, имате ли вие многу работа овдека во собранието? И како, има многу работа, така да дури било кого да прашате од службата на собрание, просто не може да се постигне од многу работа што имаш, што секојдневно приоритети, секојаш исто време имаш може не по 10 работи да ги сработиш, правиш приоритети. Што е прво, што второ, што трето. Билјана, дали да работите само по 8 часа или некогаш останувате и повеќе? Јас сум приметувал дека некоја седмиците знаат и навечер до многу доцна траат. Скоро многу ретко работиме само по 8 часа. Тука работното време, малтене и да нема работно време, него се работи до оној момент дека се заврши она што е хитно, неопходно. Седниците се до 18, да, меѓутоа многу често биле и до 24, па дури и до сабајле. Према, значи, она што се работи на нив и ако се каже дека треба да се сработи, onda се останува до сабајле, а дел од службата, скоро 50 луѓе се редовно овдека кога има седница на собрание, пошто ја пратат, нели, за се што треба и скоро да работно време нема. Ви благодарам многу. Тогаш ќе направиме кратка пауза, а потоа одиме да видиме уште некои работи кои што се наоѓаат овде во собранието на Република Македонија. Сега една друга женска се наоѓа до мене, Елеонора, како си?
Добра. Ти се допаѓа ли овде во собранието? Да. Би сакале ли дечки вие некој од вас некој ден да работи овде, а? Мислите дека убаво да се работи во собранието? Да. Убаво е да се носат закони? Да. Сакате да дојдете на седници? Да. Нема да ви е досадно, ќе биде интересно? А се искрено, што би сакале повеќе? Да играте фудбал, машките, например, или да одите на седници? Да одиме на седници. На седници. А девечината сакате повеќе да играте ластик или да одите на седници? Да одиме на седници. Леле, овие нови генерации, драги гледачи, се чудов. Сите сакаат да одат на седници. Ете, гледате, значи, што е во мода. Елеонора, имаше ти некој прашање зло? Здраво, јас сум Елеонора и сакам да прашам зашто служи ова тука. Стварно, да биле, што е ова сега овде, може ли да ни кажете? Значи, покрај многуте проекти што ги реализиравме во зградата, реализирање и проектот за влез и движење на лица со посебни потреби во зградата на собранието, така да ова е една платформа која што се спушта, на која што може да застане количка и на електронски пат да се совладаат скалите. Со тој проект се направи рампа на влезот на пријавница, на сите скали ги имаме овие платформи електрични, направен е лифт, така да може да се совладаат сите 4 нивоа, сутерен влизање и 2 ката. Значи сега сте пристапни апсолутно за сите. Апсолутно, да. Така да ако имаме пратеник во лице со посебни потреби, он ќе може малтене во секој ќе од собранието да стигне. Тоа е прекрасно. Одиме понатаму. Еве, јасно покрај мене, драги гледачи, има некој прашање. Злато, кој е твоето прашање? Кога пратениците се сликаат овде? Супер. Тетка Биле, кога пратениците овде доаѓаат секој ден, доаѓаат повеќе пати во денот или само во оние моменти кога има потреба од тоа? Значи, ова е картче за изјави. Го формиравме во 2004 година, бидејќи имаше потреба кога сакаат пратениците да дадат некоја изјава или кога новинарите па сакаат нешто да ги прашаат, и онда тоа се случуваше по ходници пред сали, и онда се заклучи дека во собранието треба да има едно место каде што пратеникот ќе може да даде изјава, и тоа е ова место овдека. Значи, кога има некоја интересна седница, тогаш новинарите овдека ќе ги стават нивните сталаци, го викаат пратеникот од кој што сака да земат изјава, и во тие случаи изјави се даваат. Или пак кога и пратениците сами ценат дека имат нешто да кажат, тогаш доаѓаат овдека, новинарите тога ги чекаат и тоа е тоа, давање изјави, а не сликање. Така, а ако новинарите бараат изјава од некој пратеник, должен ли е тој да дојде и да даде изјава? Во принцип, да. Сите они сакаат, треба да дадат изјава, затоа што они се ипак пратеници за се нешто што се случува, дали во собраниската сала, дали надвор, имаат свое мислење, и убаво тоа мислење да се каже, да се знае. И па кога сме тука, веќе може ли ние да дадеме некоја изјава? Може, како не, само повелете. Имате ли дечки вака нешто подготвено и некој што сака да изјави? Еве, Матеј повели застани овдека пред граѓаните на Република Македонија и во овој свечен мит. Маке, што ќе изјавиш ти? Здраво, драги гледачи, јас сум Матеј Насковски и ви препорачувам да гледате Супер звезда. Па, ова е топ изјава. Фала ти, Матеј. Бакнеш за нашите гледачи. Бакнеш. Еве сме овдека во собранието на Република Македонија. Дечки, како се забавувате? Да, Лудо и незаборавно ли е овдека? Да. Значи, се надевам дека и вие, драги гледачи, уживате овдека во тајните на собранието на Република Македонија. Имавме шанса во оваа емисија да видиме некои работи кои што до сега никогаш не биле покажани на телевизија. Сега ќе направиме кратка пауза, бидејќи овдека е воедно и крајот на нашата емисија. Ќе се видиме за 7 дена од сега, а во меѓувреме какви треба да бидат нашите гледачи? Добри? Паметни, здрави, весели, да ги слушаат мама и тато и да гледаат Супер звезда за 7 дена од сега. Се гледаме, драги гледачи, следната сабота во 10 часот на канал 5 до тогаш. Чао, пријатно, ве сакаме и ве гушкаме. Супер звездите продолжуваат во новата емисија, повторно овдека, низ лавиринтите на собранието на Република Македонија, каде што ќе ве однесеме во уште една нова и многу интересна авантура. Чао и пријатно, чао.